Почитувани гледачи, добар ден. Се наоѓаме во еден изложбен салон во Радовиш, а за што станува збор, ќе ни објасни подетално нашиот домаќин, господинот Томе Даневски. Томе, најпрво ви благодарам што не примивте во вашиот изложбен салон и што прифативте да поразговараме во наредните неколку минути. Добре дојдовте право до вас. Поздрав до гледачите на ТВ каналот Кобра. Благодарноста е моја за вашето внимание, за вашата посветеност и навремено информирање до сите ваши гледачи. Цел конкретно не може да посочам, со исклучок на тоа дека би сакал да поминам дека се ова што е околу нас е основано на уметноста, на посебни идеи, на очекувања, а тоа е една од темите за кои ќе разговараме, нели? Така. Значи, Томе Даневски со нов предизвик во полето на уметност. Да слушнеме за вашето искуство во уметност. Вака, јас во уметноста сум некои си 15 на години, ги поминав скоро сите правци од уметничко делување и творење. Во првичниот период бев повеќе присталица на импресионизмот, на реализмот, за да после неколку години во извесен сегмент од своето творештво го насочам во абстрактниот експресионизам. Од личните искуства можам да потенцирам повеќе кратни учества на колонии, еднодневни, групни, од регионален карактер, нормално вклучително и ова нашата колонија во Радовиш, во која и јас сум еден од основачите и организаторите, и би ја потенцирал колонијата пред скоро време, односно пред една недела бев како еден од 40-тината учесници на меѓународна колонија во Србац Бардача, Босна и Херцеговина. Тоа е колонија која ова година ја обележуваше својата 40-та година од нејзиното постоење и творење. Бевме присутни 40 ликовни сликари од 17 држави и за мене беше тоа едно прекрасно искуство на дружење, запознавање, разменување на искуства, надоградување и пред се основање на пријателства кои траат и кои ќе се развиват. Што се до искуството однесува, тука би сакал да споменам и својот удел од моето неколкократно посетување на америчките држави, конкретно во Флорида. Имам учествувано на групна изложба со 42 дела од 23 изработувачи, односно колеги сликари, и тоа изложбата беше од рангирачки карактер. Имаше составено трочлена комисија од професори од Америка, од повеќе држави, и имав свое дело за кое сум задоволен што доби посебна награда за дело кое посебно се истакнува. Тоа ми беше сатисфакција дека сепак мојот труд, мојата работа, моето творење донесува известни квалитети, би рекол. Може би делува нескромно, меѓутоа реално, лично сум задоволен од своите дела и во таа насока имам или имаме, можам да речам, свои развојни компоненти и во друг правец кои секако се поврзани со уметноста. Така, еве како што спомнавте, значи сега сте во друг правец поврзани со уметноста. Од каде идејата за оваа нова професија и почетоците како започнат? Значи, сите почетоци се тешки, нема лесен почеток, меѓутоа секој почеток има позитивна завршница ако човек не се откаже. Ова идеја кај мене е веќе неколку години, а идејата е основана на арт дизајн на трапезариски и клуб маси, што е моја идеја и е за прв пат почнува да се реализира. Значи, како дојде до реализацијата,
самата идеја траеше, размислував на кој начин, со кој концепт, со која техничко-технолошка обработка би одело сето тоа и по текот на случајностите, како што во принцип во животот се случуваат некои позитивни и добри, напредни и уникатни работи, би рекол, се запознавме, се спријателивме и ја споделивме идејата со браќата Јаневи, Оливер и Иван, наши сограѓани. Оливер е во моментов во Америка и тој лично ја препозна идејата како нешто кое е сериозен предизвик, кој како производ може многу сериозно на пазарот да се одрази, прифати и да се развива во насока на очекувањата. Значи, се работи за производ кој е врз основа на медијапанска подлога, и тоа со дебелина од 5 см, со претходна подготовка и врз неа изработено уметничко дело. Тоа е полупроизвод. Умешноста и нашата цел беше, таа што сега ја остваруваме, второстепено како крајен производ да биде од тој аспект на веќе изработена маса, дали ќе е трапезариска или клуб, уметнички, рачно изработена, се става во калп и оди на третман на полнење со епоксидна смола. Сите, односно поголем дел од гледачите знаат што е епоксидна смола и во принцип до сега таа е во функција на комбинација со дрва. Дали е орев, дали е некоја врба, дали е маслинка, небитно. Меѓутоа, нашиот производ е единствен и уникатен, затоа што всушност ние уметничкото дело го ставаме во епоксидната смола. А епоксидната смола уште во Втора светска војна е користена за заштита на авионите да бидат по-тешко пробојни. Значи тоа е таква субстанца, во принцип двокомпонентна, која покрај својот физички визуелен ефект на прозрачност, прозирност, дури некои ја нарекуваат течно стакло или нешто слично, технолошкиот процес беше малку проблематичен за да дојдеме до тоа ниво, затоа што се обидувавме на повеќе сфери со повеќе соработници да исконкретизираме некои конкретни начини на реализација, меѓутоа сепак увидувајќи ги ограничувањата на потенцијалните соработници, се одлучивме и тој чекор сами да го преземеме и сметам дека сме во завршна фаза, имаме веќе производи кои се респектабилни, уникатни, единствени и јас би рекол прилично луксузни. И во тој аспект формиравме два правни субјекти, Арт Делукс, еден правен субјект е формиран во Радовиш, со интенција производите да бидат нудени на европскиот пазар, а другиот правен субјект е во Америка, со тоа да америчкиот правен субјект ги обезбедува, односно зема нашите производи како корпорација и ги нуди исто во Америка како продажен сегмент на нешто уникатно, брендирано и единствено. Значи, ова е премиум производ на светско ниво. Никаде на друго место го нема. Во завршна постапка сме на патентирање на тој производ и веќе имаме прилично најави и појавен интерес за пласман и купување. Меѓутоа, развојната компонента ни е во чекор по чекор реализација. Не сакаме да избрзуваме со било што. Заклучно, официјалната промотивна активност во продажбата ќе биде во крајот на ноември, евентуално почетокот на декември, со организирање на самостојна изложба во Скопје, на која ќе бидат презентирани уметничките слики и неколку од произведените маси. Имено, секоја трапезариска и клуб маса
Во сличен дизајн се изработува и уметничко дело и слика, и сето тоа во пакет е и текако атрактивно, привлечно, и очекувам и работиме на тоа. Веќе имаме многу потенцијални соработници, би рекол, од 7 европски држави. Америка, како Америка, нашиот партнер Оливер, веќе работи на соработка со други правни структури и институции кои веќе со години работат на ова поле. Истите се екстремно заинтересирани, затоа што реално многу е необичен, да не речем скоро невозможен процесот на изработка до крајен продукт. Тие тоа го увидува, препознаа, зборувам за потенцијалните соработници во Америка, и се заинтересирани да со контењери нашите производи одат и во Америка, а нормално преку нашите посредници и соработници во Европа, да го фатиме европскиот пазар. Значи, свесни сме дека овој дел на производи е релативно ограничен со бројноста на готови производи. Меѓутоа, решение имаме со зголемување на прво капацитетот на просторот, второ, веќе разговарам со многу мои колеги и сликари кои би биле вклучени 1 до 2 месеци годишно, за да покрај мојата изработка има и други уметнички сликари кои ќе работат на таа тема. И трето, да имаме неколку вработени кои исклучиво ќе го обсервират лиењето со епоксидната смола. Значи, епоксидната смола не е само да се излие во калуп. После тоа има некаде околу 17 пати шлефување, ако можам да употребам израз. Збор за еден подолг процес. Прилично комплексен процес. Покрај лиењето мора да се отпочне, да речеме, со 250 гланц папир со машина, и сето тоа до 4000 дарка, потоа оди на полирање. Сето тоа е комплексно, меѓутоа ние докажавме дека е остварливо и докажавме дека можеме, умееме, македонците, односно нашата фирма Art Deluxe, да произведе нешто што е на високи светски рамки. И нешто ексклузивно. Апсолутно премиум квалитет. За еден производ да се изработи една трапезариска маса, колку од прилика е потребно време? Тоа е релативна работа. Значи, јас во принцип ги работам масите во едновремено 3 до 4. Затоа што една изработка, зборувам прво од претходен, прв стадиум е подлогата. Значи, додека се поставува една маса како подлога, да не чекаме за следната, веднаш покрај неа и покрај неа и покрај неа се работат 4 маси подложки за фаза на подготовка пред рачно насликување. Откако ќе заврши тоа, а тоа не би можел да кажам во часови, него неколку денови се потребни, потоа се преминува на фаза сликање, а секоја слика е ирелевантно, субјективно, не тешко ограничувачки да го именуваме со време. Меѓутоа, нашиот пристап, мојот пристап на сликање бара неколкократно повтарање и продолжување на сликарството. И пак тука го употребувам методот на едновременост, додека се засушува едната маса, работам на друга, па на трета, па се повторно враќам, и сето тоа процесот едно 6, 7, некојаш и 10 повратувања, за да се заврши масата со рачно изработена слика, и тек после таа ќе биде подготвена за калуп, смола, па последна фаза доаѓа со стругањето, гланцањето и полирањето. Значи, комплексна е, затоа се работи за премиум маси, уникатни, единствени, и затоа уште сега имаме огромен интерес. Меѓутоа, реалноста е дека интересот е насочен сестрано, меѓутоа можноста за требување, односно нарачка на масата, ќе си ја дозволат тие што ќе имат можност истата да ја исплатат. Тоа е нормално. Какво е искуството со соработници во Македонија?
Па искрено сум разочаран. Во која смисла? Имавме прво интенцијата наша беше да сетио овој процес кој сега го зборувам, да биде споделен со и други правни субјекти кои би биле вклучени. Односно, ако јас се завршам со изработката на уметничкиот дел на масата, ја носам на друго место каде што ќе се става калуп и ќе се лие и дозавршува со смола. Меѓутоа, на неколку места кај што се обидовме, иако беа лицата представени како веќе брендирани и квалитетни изработувачи, реално имаја искуства, меѓутоа со дрво и смола, а не на овој начин како што е нашиот производ, и не наидовме на квалитет, дури би рекол, првата маса што ја однесов пред 7 месеци се уште чека на доработки, преработки, истражувања, а ние немавме и не сакавме толку период да оставиме на несериозност, би рекол. Никош не беше проблем. Мене лично давам забелешка на голем дел од македонските производители, ако може да се нарече, дека примарно се зборува за пари, што да речем не е ненормално. Меѓутоа, секундарноста во суштина која треба возвратно да биде квалификувана со висок квалитет, изостанува. Значи, не може, ако поедин правен субјект сака личен и профит и развој, треба принципијалноста, доследноста и стоењето во наводници на збор кај нас во Македонија е многу мало. Имавме добра соработка и имаме со фирма од Прилеп која ги изработува ногалките, меѓутоа се работи за млад дечко кој е повратник од Америка и кој знае што значи западен начин на работа. А се друго почитува некои принципи. Апсолутно. Ако во овие работи човек или менаџер или не знае кои се неговите опции, потенцијали, можности, а сите сакат да земат и да фатат работа, а ретко кој од нив обстојува на она што е договорено, наметнува несериозност и укочување на процесот на сите други останати сегменти. Кои се вашите планови за воиднина и очекувањата? Значи, нашите планови во воиднина веќе се уцртани. Во завршна фаза се изработка на 2 веб страни. Едната за фирмата која е во Македонија, Ardelux, другата за она која што е во Америка. Значи, второстепено одиме со пробивање на пазар, се разговара со лиценцирани сериозни агенции за маркетинг, со чија логистика ќе успееме, во тоа не се сомневам, пошто нашата можност за продажба е насочена во 2 насоки. Едната е онлайн купување, директно со картица, да речеме од Швейцарија, со тоа да нашите соработници кои се во Швейцарија ќе имат известна количина на залих. Ако некој од потенцијалните купувачи сака нешто различно, ако ќе го види на нашата веб страна, иако не е продадено, ние си задаваме рок од 2 до 3 недели истата таа маса да му биде доставена и испорачена. Значи, во таа насока сметам дека ќе бидеме оперативни и од друга страна, секундарно ќе ги измируваме обврските према фирмата која што е во Америка. Односно, благовремено со контењери ќе се испорачува роба и таму. Таму и ја има истата можност. И онлайн купување, и склучување на договор за соработка со веќе изградени и реномирани фирми кои работат со слична проблематика, односно со клуб и маси, а секако и уметничките слики се во целиот тај пакет. И сето тоа очекувам дека, не велам од утре или задутре, меѓутоа очекувам дека во едно догледно разумно време ќе вроди добри
и позитивни резултати, кој ќе носи успех за нас како фирма и нормално за Република Македонија како извор на премиум квалитет кој е препознаен на светските пазари и кој ќе биде брендиран и интересен, односно како премиум квалитет побарован од таму кај што ние очекуваме. Рековте за пазарите во Америка и за европските пазари. Да. Во Македонија има ли услови да се продаде ваков премиум производ? Во Македонија има услови да се продаде, меѓутоа не очекувам и не ни е таргет позиција за купување. Затоа што реално многу е висока набавната цена, а уште пореално економските стандарди на нашите граѓани се прилично ограничени. И ако човек од просечно семејство кој не може да си дозволи да ги студира децата или да обезбеди елементарни работи, не може дојдено до премиум квалитет во интериерските услови. Ќе го проширувате, како што рече, бизнисот? Дефинитивно. Значи ли тоа дека еве ќе се вклучат и други во изработката, да не е само Томе Даневски, бидејќи вие играте главната улога? Значи, јас и мои партнери сме менаџери на двете компании. Меѓутоа, во периодот кој следи, односно кога ќе се најде, а тоа ќе биде за краток период, потреба за поголем дел на испорачани готови производи, повторно само ќе споменам дека се разговара со колеги уметници, се разговара со луѓе кои ќе работат со епоксид, се разговара со луѓе кои ќе работат на дистрибуција, на пласман, на транспорт, така да дефинитивно да. Која би била смисла на очекување на прогрес ако во старт не се планира и не се рачуна зголемување на работници, соработници, било од кој аспект, и од уметнички, и од технолошки, и од логистички. Бидејќи побарувачката можеби ќе расте, што е и вашата Побарувачката секако ќе расте, тоа не се сомневам, затоа што се работи за премиум квалитет кој веќе е на побарување од поголем дел од известни држави кои со нашите соработници веќе контактират и изразуваат желба за набавка. Томе, што го знаеме, еве Радовишани се испробал во повеќе професии и бил успешен во тие. Значи сега е ова последна ваша професија, така да кажеме, пасија, љубов. Што е ова? Вака, јас би рекол дека е ова моментална, се надевам дека нема да биде последна. А што се однесува до претходните мои професии, да не се навраќам на нив од своите технички наобрази во индустријски капацитети, политички активности во моментов вработен во локална самоуправа. Дали е тоа професија или бизнис? Да. Суштината на убавината на нештата е човека ќе употребам една изрека. Она што човек со задоволство би го работел за без пари, само за задоволство, јас сега се наоѓам во ситуација да го работам со задоволство, а да очекувам известен профит. Ако тоа се претвори во бизнис, уште Па во таа смисла е и интенцијата. Самите уметнички дела по себе си имат веќе своја вредност. И ние не сме ангажирани за да вршиме нивна продажба. Во моментов просторијата е потребна само за експонирање и за одржување, односно позиционирање нивно. Моментот на продажба ќе отпочне во моментот кога двете компании ќе бидат во позиција на функција на остварување на нашите зацртани цели. И тоа е тоа кое само ќе повторам. Пасијата према уметност си ја задржувам. Од многу мои колеги од делот на уметноста веќе имам укажување дека се работи за особено напреден развоен концепт и сум благодарен, задоволен од тој факт. Во таа насока ќе продолжам да се надоградувам од аспект на уметнички квалитети, а од друга страна сето тоа да биде преточено и со соработката за изработка и на клуп и трпезариски маси со премиум квалитет. Еве доколку некој е заинтересиран, дали може да ги види овде
производи? Производите секако се видливи и во секое време секој може да ги види. Не секојаш е отворена вратата, пошто не е ова продажен центар. Меѓутоа, често умееме да отвориме, да пиеме кафе тука и секој добре дојде може слободно на лице место да види или да праша или да се интересира за потенцијална соработка или за што и да е. Ќе има и изложба? Значи, почетокот, тоа го напоменав, ќе биде на крајот од ноември, евентуално почеток на декември, со сериозна изложба од повисок организационен аспект, ќе биде организирана во Скопје на повисоко ниво и тогаш ќе бидат представени сите дела кои се уште ќе бидат изработувани и неколку од веќе готовите маси кои ќе бидат презентирани пред фелата која ќе биде присутна тама. Томе, јас ви благодарам за овој разговор и ви посакувам успех и на вашата компанија и на твоите соработници. Благодарност е и од нас до вас за вашата посветеност, да не се повторувам како на почеток на емисијата. Ви посакувам успешна работа и уште еднаш поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше интервјуто со господинот Томе Даневски во неговиот изложбен салон. Еве слушнавте за што се работи, за еден сосема нов производ и единствен од ваков вид.